Новото издание на Филмополис, репортажа од снимањето на новиот филм Трето полувреме на Дарко Митревски. Ви представуваме и неколку актуелни документарни филмови. И на крајот, еден прекрасен краток филм. Добро вечер и добре дојдовте во 363-тото издание на филмскиот магазин на ТВ Телма Филмополис. Од најавата свативте дека вечерашната емисија ќе биде поделена на две полувремиња, во кои ќе ви представиме актуелни случувања на домашната и на светската филмска сцена. Конечно, Филмополис на снимањето на Трето полувреме, долго најавуваниот долгометражен проект на режисерот Дарко Митревски. Снимањето кое започна на 10 септември во Охрид, а продолжи во Битола, од пред 10 дена се одвива во Бардовци, каде екипата лудо работи и истовремено се забавува. Да видиме и чуеме што забележавме во Хавзи пашините конаци, кои лека полека стануваат вистинска филмска мека за македонските филмаджии. Трето полувреме во Филмополис 363. Старт! Пред неколку години режисерот Иво Трајков во Хавзи пашините конаци го сними поголемиот дел од екранизацијата на познатиот роман на Живко Чинго Големата вода. А оваа 2011 година прекрасниот простор во селото Бардовци го инспирираше и режисерот Дарко Митревски токму овде да ги сними клучните фудбалски сцени од неговиот најнов проект Трето полувреме. Кога веќе Министерството за култура не успеа од овој историски објект да направи вистински споменик на културата, едно време се споменуваше изградба на ателјеа за македонските уметници. Тогаш барем истиот се користи за снимање на филмови. Мене ме беше предизвик да направиме некој стадион каде што се гледа дека модерни влијанија кај нас се напластени врз остатоци од некои други култури, така да ова се навистина автентични остатоци од некогашните беговски конаци врз кои ние ги изградивме овие трибини, табли со резултати, почесни ложи, голови, го ицртавме теренот, го израмнивме теренот така натаму и така една локација која што има многу шмеки и така малце мириса на историја. Истата магична енергија на овој простор ја почувствувал и носителот на главната роља во филмот Сашко Коцев, кој за успешен филм смета дека треба да се тргне настрана сето она што се учи на училиште, бидејќи луѓето и енергијата се оние кои те носат напред. Она што го учиме у школа, као ти треба да си таму во ликот, ти да бидеш ова, да бидеш она. И сега тоа кога го правиш, тој што викаме ако го глумиш, и во приватниот живот и во вакво, нема да стигнеш до таму. Не, едноставно, самата атмосфера не извлекува, не повлекува. И замислите, посебно оваа локација, прв пат кога дојдовме, веќе имавме неколку дена, неколку сцени. Да, Охрид и Битола, малце неколку сцени имав и влегувам од таа порта на оваа локација од во Бардовци. И направена. И само што влеговме, сега се најде, само што влеговме и во моментот и сите бевме уштекани, само кажавме. Зашто као временска машина беше оваа локација посебно направена така. Од таму кога ќе погледнеш натака нема ни една куќа, никаков знак на оваа цивилизација денеска. Инаку Трето полувреме по сценарио и режија на Дарко Митревски стартуваше со снимање на 10 септември во Охрид, па по неколкудневниот излет во Битола, деновиве интензивно се снима во Скопје, или планирано е снимањето да трае 7 недели, односно да финишира кон крајот на месец октомври. 17 ден на Трето полувреме се оди според план. Ова што го гледате за мене е теренот, нашиот фудбалски терен, односно градскиот стадион Скопски, инаку Хавзи пашини конаци во Бардовци. Сабајлево ги снимавме реакциите на публиката, а попладнево ги играме. Ја го играме над преварот помеѓу спортскиот клуб Македонија и ФК Хајдук од Сплит. Трето полувреме тематизира вистинска приказна од 40-тите години на минатиот век, кога фудбалскиот клуб Македонија успел да влезе во финалето во лигата. Филмот раскажува и љубовна приказна на еврејката Ребека, улога на манекенката Катерина Ивановска, која го избегнала Холокаустот и депортацијата на 7200 македонски евреи, меѓу кои и сите нејзини најблиски, благодарение на љубовта, иако поради неа била исклучена од својата заедница. За специфичности и тежината на проектот е свесен и Митревски. Во
овие 17 дена јас не знам што се немаше зад нас. Имавме сцени на депортација во Битола снимавме, па имавме во Свети Николе, донесовме парна локомотива и вагони од тоа време кои ги снимавме. Овде ги снимавме, ги снимаме и допрва ќе ги снимаме фудбалските надпревари со огромен број на статисти, со војници, со коњаници и така натаму, германски офицери, бугарски офицери, српски офицери, зависи од периодот и од оделни сцени. Како е да се контролира сето тоа? Напорно, ама и е предизвик затоа што јас немам снимано нешто од овие размери во животот и долги месеци се подготвував пред себе си, а потоа и соработниците и актерите да бидеме дораснати на овој предизвик и да се снајдеме и доста добро ни оди до сега. Резултатите, материјалите кои што ги имаме се фантастични, значи сите 17 дена можам само во суперлативи да зборам за она што го снимивме и е продукцијски по обем нешто што не само во Македонија, тука ја мислам дека и во регионот одамна не е работен филм со вакви размери. За тежината на проектот говореше и продуцентот Роберт Насков, кој само што го заврши снимањето на филмот Балканот не е мртов со Александар Поповски и влезе во нов предизвик, што е навистина реткост во Македонија, во иста година да се зафатиш со продукција на 2 целовечерни играни филмови. Минатиот филм беше продукцијски помалку захтевен, овој е исклучително захтевен филм, веројатно еден од позахтевните што се снимале на овие простори во изминатиот период. Меѓутоа тоа е дополнително предизвик за мене и за целата екипа да го дадеме својот максимум сите поединечно и сите по сектори за да можеме да направиме еден добар филм и да покажеме дека Македонија навистина спремна да може да издржи навистина захтевен продукцијски проект. На почетокот на снимањето на трето полувреме му претходеа темелни подготовки. Актерите 2 месеца секојдневно тренираа фудбал со инструкции од професионалци, меѓу кои Иванчо Трпевски, ученик на Илија Шпиц, кој го водел тимот фудбалери пред 70 години. Шареноликоста на приказната, како и на разните ликови кои се дел од неа и секако локал патриотизмот, кој е во постојан подем во Македонија во последно време, се главните адути за шармот и престојниот успех на оваа филмска приказна снимена според вистинит настан. Античниот спортски клуб Македонија, а и нашиот клуб во филмот, бил составен од луѓе кои што припаѓале на различни идеологии. Политички прилично различни идеологии. Да речеме, во нашата приказна председателот на клубот е фашиста, за разлика од, не знам, поедини играчи кои што се со некои полеви идеи, па дури има еден во нив кој е комунист и така натаму. Идеолошки еден спектар на луѓе кои што освен тоа припаѓаат и на различни нации, на различни етнички групи, на различни верски групи и единствено што ги спојува е фудбалот. И фудбалот ќе стане работа која што ќе ги спојува се повеќе и повеќе низ текот на филмот и не само нив, туку и градот и земјата ќе ја спојна да на фудбалските трибини проработи еден локал патриотски дух и да тие луѓе си го најдат својот идентитет. Нешто што е актуелно и во денешните времења кога се обидуваме и понекогаш и успеваме да токму па преку спортот изградиме заедништво. Поради предвидувањата дека се работи за филм кој ќе експлодира на киноблагајните, особено во Македонија, впрочем како што беше случајот и со Балканкан, продуцентот Насков веќе крои планови и за негово успешно представување надвор од државата. Да, има љубовна приказна, има фудбал, има холокауст, има навистина сите атрибути за да биде гледан и мислам дека ќе биде исклучително гледан. Нормално, ние би сакале да ја надминеме бројката што заедно со Дарко Митревски на претходниот филм ја поставивме, 120.000 гледачи на филмот Балканкан. Меѓутоа и тоа и да не биде така, нема нормално да биде разочарување, бидејќи наш мотив е да направиме добар филм кој ќе остави трага во македонската кинематографија. По напуштањето на снимањето на филмот од страна на српскиот актер Сергеј Трифуновиќ, кој требаше да биде носител на главната роља во филмот, актерот Сашко Коцев случајно, како што вели, од бек премина на центарфорската позиција, бидејќи токму тој ја доби својата прва главна улога во целовечерен филм. Ми дојде баш во прав момент, кога во еден момент помислив, во театар 2, 3, 4 последни главни улоги, не знам што,
и се осетив многу сигурен во себе и викам, сега ми треба нешто појако, некој предизвик. Да, значи, еве и од другата работа што е стендапот, да кажем, има во Словенија одличен еден настап и таму и викам, тоа беше добро, викам нешто големо ми треба, нешто што да се случи. И има еден од оние Марфиеви е не посакуваме ништо зашто не си спремен, ќе ти се случи. И така да сигурно да ми се случише пред да кажеме барем 2 години, ќе бев доста позбунет, а сега ова ми е така нормален терет, предизвик во работата која што си ја сакам. За тежината на улогата и за неговата евентуална трансформација во текот на филмот, исполнет со љубов, фудбал, холокауст, Коцев вели. Јас имам многу, како се вика тоа, разноврсни сцени. Значи, во секоја сцена имам по ништо различно. Да кажем, имам тешки фудбалски сцени за кои што имавме 2-2,5 месеци припреми на стадион. И посебно зашто јас играв во улога на бек, после се десија продукцијски креативни промени, мора да се пребацам кој голгетер напред. Значи имам дуплирани тренинзи. Таа работа. Другата работа е што имам мојот лик има голема промена кај себе. Од еден шалабајзерен дечко кој сака само добар живот, женска, треба да се заљуби. Никад, они се чудат од фудбалери. Абе не, зафаркава, си се заљубил. Овие што ми се колеги од клуб. За на крај да стане да каже, се осеќам дека нешто крупно, нешто битно треба да направам. Филмот е во продукција на Кино Око, а по откажувањето на долго најавуваниот американски копродуцент, како партнери за постпродукција се ИО Пост и Барандов Саунд студио од Прага, Чешка, од каде доаѓа и директорот на фотографија Клаус Фуксјегер, инаку соработник на режисерот Иво Трајков во неколку негови проекти. Вкупниот буџет е 2.150.000 евра. 1 милион евра се од македонската влада, која го прогласи за филм од национален интерес, а 500.000 евра се од Филмскиот фонд. Помагатели се и еврејската заедница и фондот на Холокаустот на евреите од Македонија. Јас многу сакам да влијам на тој дух, бидејќи сметам дека продуцентот како главен на еден проект мора да биде локомотива на самата продукција, што ќе ги води меѓутоа и да ми ја дава таа позитивна енергија, која што ќе биде пренесена на сите членови на екипата, за да можат они да дадат максимум од себе и да снимат добар филм. Јас сум пристралица на тоа дека добар филм се снима само во позитивна атмосфера. Позитивната атмосфера дефинитивно беше присутна за време на снимањето на филмот, па токму во тој филм и ќе го заокружиме вечерашниот прилог за трето полувреме, кој според Сашко Коцев представува. Ова е филм за победа и за љубовта. Така. Значи и за човековата слобода. Коцев призна дека токму поради филмот и подготовките околу него научил добро да игра фудбал, а и режисерот Митрески е искрен кога го вели спротивното, дека иако снима филм во кој најпопуларната споредна работа на светот е во преден план, тој сепак и понатаму е фудбалски и спортски, но не и филмски аутсайдер. Значи, јас сум режисер кој има 2 леви нозе, комплетен антиталент за фудбал. Следам во главном европски и светски првенства, македонски фудбал гледам кога игра нашата репрезентација. Тоа беше репортажата од снимањето на филмот Трето полувреме, за кој се надеваме дека во најмала рака ќе го повтори успехот на Балканка. Океј, видовме дека Митрески во својот нов филм ќе користи и документарни снимки некаде од Втората светска војна за дополнување на филмската приказна. Па токму затоа во продолжение решивме да ви представиме неколку актуелни светски документарци во кинохрамовите широм светот. Афроамериканскиот актер и продуцент Дени Гловер ни раскажува за движењето Black Power. Ветеранот Фредерик Вајзмен ги разголува и онака разголените танчерки во Crazy Horse,
А пред нив ќе започнеме со филмот Soul Surfer, кој е базиран врз еден интересен документарец од 2004 година. Ова е документаристичкиот дел во Филмополис. Bethany Hamilton is holding nothing back. Looks like she has a real future. And with her heart, her will, she'll go far. Thursday night's a full moon. We're all gonna go surfing. Sorry, Mom. I really wanted to go night surfing. Would you have let me go? No. I don't know. Can you believe we get to come out here every day? Call 911! Teenage girl from the North Shore. Shark attack. Traumatic amputation. She's going into hypovolemic shock. Филмот Soul Surfer деновиве тема број 1 во филмските кругови ширум светот, инспириран од вистинската животна приказна на серферот Бетани Хамилтон, која во напад од ајкула ја загуби едната рака. Филмот сепак се осврнува на светлата страна од приказната, во која хероината Хамилтон и покрај инвалидитетот повторно станува светски серферски шампион. I can't do this anymore. So what do we do now? We'll take it day by day. Главната улога во филмот, кој го режираше Шон Макнамара, ја толкува 17-годишната актерка Ана Софија Роб, која откако ја добила ролјата, отпатувала на Хавај за да се запознае со Бетани Хамилтон и секако да научи добро да серфува на брановите. Покрај неа во останатите улоги играат веќе докажаните Денис Квейт и Хелен Хант. She did a great job and she caught the surfing bug and we had fun just getting to know each other and she would kind of pick my brain on everything that I went through and so that she could better portray me. Хамилтон ја изгубила својата рака на 13 годишна возраст, кога била нападната од тигреста ајкула токму на Хавај. Во 2004 година таа сними документарец насловен Срцето на Soul Surferот, кој на некој начин е инспирација да се сними и актуелниот целовечерен проект Soul Surfer, која прикажува незината борба во надминувањето на повредите и повторното стапнување на шампионскиот пиедестал. They know when the best waves are coming. You feel it. You have that gift too. When you come back from a loss, when you beat the odds, and never say never, you find a champion. Someone asked me about violence. I just find it incredible because what it means is that the person who's asking that question has absolutely no idea what black people have gone through, what black people have experienced in this country. In the 1960s and 70s, Swedish filmmakers arrived in America to explore the Black Power movement, which the U.S. media saw as a violent threat. We're making a revolution by educating the people to the fact that they should arm themselves for self-defense. If any racist dog policemen attack us, we will defend ourselves because we have been... А славниот актер од смртоносно оружје, афроамериканецот Дени Гловер, во последниве години се заинтересира за документаристиката и застана зад проектот Black Power Mixtape 1967-1975, во кој се разголува движењето за граѓански права на афроамериканците токму во споменатите години од насловот на проектот. We have to document our history. If we're going to tell the story, let's tell the story right. Гловер застанува како копродуцент на филмот, откако од партнерот ги добил архивските снимки кои никогаш не се прикажани досега. Се работи за материјал снимен од двајца шведски новинари кои ги документирале активностите на движењето Black Power од 67-та до 75-та година. What we've had here is a sense of history. It's important to understand history and how people resolve, and I've said it again, resolve the contradictions, the dialectics they use, the analysis they use in resolving the contradictions. Шведскиот режисер Јеран Хуго Олсон го открил материјалот во шведската национална телевизија, а фотографиите го вратиле назад во времето Гловер, кој во тие години бил активен во крилото на Black Power во коледжот во Сан Франциско. Токму тој момент бил пресуден со отворено срце да влезе во овој интересен документарен проект. That's all it shows, that she owned some guns. There's nothing illegal in the state of California about owning guns. They were registered, and it's not a crime.
standing on horror. Look up. Still by the right. И на крајот од овој блог, црешата на врвото шлагот, представена преку новиот документарец едноставно насловен Crazy Horse, како и името на легендарното париско кабаре, чија приказна на големото платно ја раскажува познатиот американски документарист Фредерик Вајзмен. 81 годишниот филмаџија, кој има 39 филмови зад себе по документарецот за париската опера насловен Танц од пред 2 години, остана во градот на светлината со надеж дека ќе најде добра приказна за парискиот ноќен живот. Интересно, тој не влегол во славното кабаре уште од 1957 година, но судбината сакаше токму по 50 и кусур години магијата повторно да се случи и токму Вајзмен да биде авторот на документарецот кој на светот ќе му го приближи животот на актерите кои 6 децении го организираат најпознатото шоу на светот, онаво Crazy Horse. The Crazy Horse deals in fantasy. I mean, that's the point of erotic dancing, to create a satisfying fantasy so that people will come to the club and pay the entrance fee and then have a pleasant evening, enjoy beautiful women dancing, naked beautiful women dancing. So the object is to create a pleasing fantasy for the public. Well, that's good film material. Формирано во 1951 година од бизнисменот Ален Бернардеп, Crazy Horse, американскиот стриптиз, го донесе во Париз, но тој после толку декади стана препознатив знак на парискиот ноќен живот, сега овековечен и во документарен филм. Перфектно пропорционалните танчерки ставаат кармин, го прекриваат своето голо тело со сребрена прашина и излегуваат на величинствено осветлената сцена. Ова е само еден од многуте моменти фатени од окото на камерата, кои случувањата на и за сцената им ги доближува и на обичните смртници, односно на сите оние кои никогаш не виделе во живо макар една представа во славното париско кабаре. И после сите овие интересни содржини, теми и филмови, време е да се опуштиме и да го финишираме 363-тото издание на магазинот. За крај избравме едно интересно кратко филмче, чија идеја сигурно ќе ве воодушеви, а неговата реализација уште повеќе. Сигурно се прашувате кој тоа секој ден регулира дел од вашето време и живот, додека нервозно стоите на раскрсница со вашиот автомобил, чекајќи вистинската боја на семафорот. Одговорот следи во следните 5 минути. Посакувам пријатна вечер. Поздрав!